Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие јас имаме право да слушнеме на политичка анализа. Планиравме интервју за четврток, меѓутоа гледате со која брзина, со брзина на светлината се менуваат работите, се менуваат процесите во Република Македонија и околу Република Македонија. И мислам дека заслужувате да имаме една политичка анализа со која ќе се обидеме да заокружиме еден цел спектар на односи, процеси, настани, можни политички разврски, така натаму и така натаму. Секогаш е дилема како да се почне на политичка анализа. Ајде да почнеме таму кај што застанавме некаде пред 2 или пред 3 емисии. А она теза дека Лазар Кулишевски всушност ги прекина врските, или таа папочна врска со српскиот свет во Република Македонија, Никола Груевски ги возобнови или ги воспостави на нови основи тие папочни врски или врски со српскиот свет во Република Македонија. На 26 јули 1963 година во Република Македонија, односно во Скопје, се случува катастрофален земјотрес. И кога вие ги прашате старите скопјани, пошто најмногу жалат, без разлика што загинали до 700 луѓе, без разлика што пола град беше срушен, тие најмногу жалат по Стариот театар или по Офицерскиот дом. И тука има една интересна приказна која мислам дека на најдобар може начин ги отсликува сите процеси кои се случуваат во Република Македонија после 1944 година или 1945 година, односно периодот кога Лазар Кулишевски во најголем дел од времето е газда, хазјаин во Република Македонија. Формирана е одредена стручна комисија. Во таа стручна комисија се наоѓа едно големо име. Се немојте да дојдете вие кои сте роднини на Петар Серафимов, па да кажете тоа не било така или дека тоа било вака. Значи не значи дека тој ја носи одлуката. Меѓутоа формирана е одредена комисија. Во таа комисија членуваат врвни експерти, претежно од областа на градежништвото. Има разговор тет-а-тет кој трае повеќе време, кој трае повеќе сати, помеѓу Лазар Кулишевски и помеѓу Петар Серафимов. Кај што Лазар Кулишевски се интересира за две работи, бидејќи таа комисија треба да испита кој од градбите кои се оштетени во земјотресот во Скопје може да бидат реновирани, може да го продолжат својот век на траење, а кои се трајно оштетени или се толку сериозно оштетени што мора да бидат срушени и да биде изградено нешто ново на нивно место. Има неколку часовен разговор помеѓу Петар Серафимов и Лазар Кулишевски, каде што Лазар Кулишевски се интересира за два објекти, тоа е Стариот театар и Офицерскиот дом. После одредени направени анализи и размена на тези и на мислење на таа средба, Петар Серафимов вели дека и Стариот театар и Офицерскиот дом не се толку многу оштетени, може да се рехабилитират, може да се реновират и можете понатаму да се користат или понатаму да бидат во функција. И тука станува шок или разврска на целата ситуација. Лазар Кулишевски не наредува, бидејќи односот со Петар Серафимов, кој не е наклонен кон тогашната власт, тој е еден екстремен, исклучителен интелектуалец, 3 браќа се, еден од браќата е најголем, или беше еден од најголемите ортопеди во Република Македонија. Тогаш Лазар Кулишевски замолува дали е возможно, немавајте, големиот Лазар Кулишевски, кој има ставено луѓе и луѓе во затвор, го замолува големиот Петар Серафимов, дали е возможно во извештајот да стои дека Офицерскиот дом и Стариот театар се толку сериозно оштетени, што не може да бидат рехабилитирани, односно дека треба да бидат срушени. И имаме таков извештај на таа комисија. Врз база на тој извештај срушени се Офицерскиот дом и Стариот театар. И кога вие сега ги прашате скопени пошто најмногу жалат по Офицерскиот дом и по Стариот театар. И тоа е таа пропаганда, тоа е перење на мозок. А де факто Ристичева палата, многу помалку, но многу повеќе Стариот театар и Офицерскиот дом се символ на српската окупација на Република Македонија или на Јужна Србија или на Вардарска бановина. Лазар Кулишевски сака да ја прекини таа врска. Затоа инсистира да бидат срушени, иако можеле да се спасат и Стариот театар и Офицерскиот дом. Во изминатите 40 или 50 години, ниту една власт во Република Македонија, каде што каква таква контрола има Лазар Кулишевски или структурите блиски на Лазар Кулишевски, не размислувале за наново градење на Офицерски дом и на Стариот театар. Во оној проект Скопје 2014 година, каде што треба да се направи една Франкенштајн историја на македонскиот народ, така како што таа историја чита и гледа или сака да ја презентира Никола Груевски, каде на едно место се стават од Александар Македонски до Симеон Радев, до Стариот театар и до Офицерскиот дом, символот на Краљевина Југославија се возобновени. Вратене на голема врата српскиот свет. Има и споменик на цар Душан. Споменикот на цар Душан
го руши меѓу другите Африм Гаши. Човекот или лидерот на партијата Алтернатива, кој сега преговара со Зоран Заев, а некаде пред 3 недели сакаше за помош на ВМРО ДПМН, кој го градеше споменикот на цар Душан, да направи коалиција која ќе сруши владата на ДОИ на СДСМ. Видите, тоа се тие ситуации разврски во Република Македонија, кај што вие гледате дека тие не се спонтани, туку дека тие се нарачани, дека тие се стимулирани од одредени центри на мок. Не мора да биде само на Балканскиот полуостров, може да биде и пошироко. Стариот театар и офицерскиот дом се срушени бидејќи така сакаше Лазар Кулишевски. Тоа е направено бидејќи на тој начин Лазар Кулишевски покажуваше дисконтинуитет, раскинување со филозофијата и влијањето на српскиот свет во Република Македонија. После 50 години од рушење на Стариот театар и на офицерскиот дом како символи на власта, на окупацијата, на диктатурата на Краљевина Југославија во Вардарска Бановина, Никола Груевски, кој потекнува од партијата кој се бори против таа диктатура на Белград и на Србија во Вардарска Бановина, бидејќи тоа им припаѓа според Букурешкиот договор после Втората Балканска војна. Никола Груевски, кој е начело на партијата кој се бори против белградската доминација во Република Македонија, ги обновува и офицерскиот дом и Стариот театар. Не само што ги обновува, туку ги гради во многу поголема габаритност во основа или во однос на основната рампа. Значи, Стариот театар и офицерскиот дом, како нивна изворна форма, биле многу помали во споредба со тие што сега се изградени или треба да бидат изградени во Република Македонија. И тоа е суштината која ви ја кажам во неколку емисии, дека Никола Груевски, како најдобар репрезент на српскиот свет во Република Македонија, всушност го враќа на голема врата српскиот свет во Република Македонија, од кога српскиот свет во времето на комунистите и на Лазар Кулишевски беше избркан од Република Македонија. Постојат 4 служби во Република Македонија. Битно е да знаете дека постојат тие 4 служби, бидејќи тоа дава некоја слика, дава објаснување на тоа што се случило во Република Македонија или во Социјалистичка Република Македонија или Народна Република Македонија изминатите 70 години, за политичките разврски кои се случувале во Република Македонија последните 3 години или што ќе се случат во наредниот период. Првата служба е македонска тудба. Македонска тудба која е персонифицирана или персонификација на македонска тудба е Слободан Богоевски. Македонска тудба е вградена во процесот на независност на Република Македонија. Слободан Богоевски е начело на државна безбедност, неговиот кум Павле Тарнов е начело на јавната безбедност. И тоа се двете структури на Македонското министерство за внатрешни работи кои се вградени и вклучени во процесот на македонска независност. Втората структура е сојузна тудба или југославенска тудба. Персонификација, например, на југославенска тудба би можел да биде Божидар Спасич. Тој навистина немаше некоја клучна позиција во рамки на сојузната тудба, меѓутоа ги слушаше разговорите, беше аналитичар, беше дел на тој систем и најде начин или најдобро може да репрезентира или да отслика како функционирала сојузната тудба. Сојузна тудба која функционирала во Република Македонија на просторот на поранешна СФР Југославија. Третата структура е КОС или военото разузнавање или разузнавањето на поранешна ЈНА. Многу помокна структура во споредба со сојузна тудба и во споредба со македонска тудба. Ако македонска тудба работела на два процеси, тоа е бугарски врховизам и албански редентизам, КОС или военото разузнавање учествувало многу сериозни операции. Една од тие операции било рушење на Чаушеску или давање на логистика за рушење на Николаја Чаушеску во соседна Романија. Значи многу мокна структура. И кога оној конфликт помеѓу Слободан Богоевски и Никола Груевски, тоа некаде 2006 година пред доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, каде што во едно телевизиско интервју Никола Груевски, тоа на една телевизија, меѓу редови го обвинува Слободан Богоевски дека можеби учествувал во атентатот на неговиот војко Јордан Мјалков, на тоа враќа Слободан Богоевски во интервју за неделникот Време, ми се чини, кај што вели дека најмалку 5 или 6 министри во првата експертска влада на Никола Клюсев биле соработници на поранешното воено разузнавање или на структурите на КОС. Дури имаш одредени шпекулации кои беа кажани во емисијата во Центар дека играч или човек со псевдоним Гавран, се претпоставува на Киро Григоров, со помош на таа логистика на КОС е вратен од Белград во Скопје после 40 или 50 години политички екзил од Скопје во Белград и е направен да биде прв председател на независна Република Македонија. И четвртата служба е службата на Министерството за надворешни работи. Таму е персонификација Будимир Лончар, последниот министер за надворешни работи или човекот кој кога е амбасадор на Југославија во Русија учествувал процесот на екзекуција на Александар Ранковиќ. Персонификација во македонско услови човекот кој беше фатен со шишето со пари во Будимпешта, односно во Унгарија, кој сега живее, делува и функционира преку апатија во Хрватска.
Еден од клучните играчи на ВМРО ДПМН, сега во раководството на ВМРО ДПМН, е негов политички протеже. Некаде крајот на 80-тите години, тогашна Социјалистичка република Македонија и Народна република Бугарија имат размена на студенти. 10 студенти македонци одат по Софија, 10 студенти бугари доаѓаат во Република Македонија. Во рамки на таа бугарска група од 10 студенти е Красимир Каракачанов, младиот студент Красимир Каракачанов, кој тога станува соработник на бугарското разузнавање со псевдоним Иван. Живее во студентскиот дом Гоце Делчев, доаѓа во Република Македонија, не престојува цело време, меѓутоа период од 2 години или во период од 2 години тој доаѓа и присуства во тој процес на размена на студенти помеѓу Бугарија и Македонија, односно помеѓу Скопје и помеѓу Софија. И почна да ја прави својата мрежа во Република Македонија. Во тој временски период Красимир Каракачанов е заврбуван да работи за една од овие 4 структури или за една од овие 4 тајни служби. Знаете со што може да ви уценуват, например, кога сте млад и кога знаат дека сте соработник на бугарското разузнавање и кога знаат дека сте пратени во дел, како дел на тоа бугарско разузнавање во ова група од 10 студенти кои доаѓаат во Република Македонија како размена студенти и сте дојдени тука во Република Македонија да изградите бугарска мрежа која ќе може да ја користите. Сигурно нема да ви наместат девојки па да ве снимат со девојки и вие сте млад тогаш и тоа не може да ве компрометира. Или ќе ви дадат некои пари, или ќе ве снимат со некој припадник на исти пол. Без разлика на мотивите или без разлика на техниките, тоа е направено и Красимир Каракачанов стана соработник на една од овие 4 структури на поранешна Југославија. И секогаш кога ќе дојде стани падни ситуација за едината на Република Македонија, една од овие 4 структури како на копче го активира Красимир Каракачанов. Значи во моментот Красимир Каракачанов работи за 2 структури: бугарското разузнавање и една од овие 4 структури кои биле структури можеби на некоја поранешна држава која веќе не постои, која се нарекуваше СФР Југославија. Тој Красимир Каракачанов одигра историска улога последните 3 години. Историска улога од аспект на тие служби, од аспект на интересите на Република Бугарија. Тој Красимир Каракачанов беше фронтмен или персонификација на процес на рушење на Република Македонија. Обструкција по сите основи на влез на Република Македонија во НАТО сојузот и обструкција по сите основи на почеток на преговорите на Република Македонија со Европската унија. Тоа е ролјата на Красимир Каракачанов. Ви го објаснам овој пример за да може да знаете како функционираат службите. Како службите успеват одредени играчи да ги излечат од чинелот, точно да знаат дека тие се припадници на одредено разузнавање, да им понудат нешто што не може да го одбијат и врз база на таа понуда да го направат да биде во најмала рака двоен агент или двоен играч или играч на 2 служби. Така функционирали структурите албански во Република Македонија или структурите албански во Република Македонија кои се школувале на Косово. И овој процес кој требаше да експлодира на 11 ноември со правење на нова влада во Република Македонија, рушење на владата на Дуи и владата на Зоран Заев, првенствено владата на Дуи, на сушност ни покажа колку е силно руското влијание ке албанските политички партии. Имав едно 5 или 6 емисии, може да ги пронајдете во архивата на емисија во Центар, кај што ви кажав или кај што имаш искажи на поранешни агенти на сојузните служби Божидар Спасич и некои други, кои беа запрепастени од одредени откритија дека во архивите или во документите на овие припадници на Косово Република или други иридентистички албански структури кои работеле во илегала или работеле во екзил, се најдени многу карти на нивно патување од Брисел, од Женева или од Виена до Москва и до Русија. Тоа што се случи на 11 ноември и неуспешниот обид за рушење на владата на Дуи и на Зоран Заев, всушност нас ни покажа колку е голема, да не речам огромно, руското влијание врз албанските политички разврски, не само во Република Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. И гледате како целата оваа структура, се ова што се случи изминатите неколку години, дојде до одредена експлозија со понудата на бугарскиот амбасадор да бидат одвоени Република Македонија и Република Албанија во нивниот пат да добијат датум за преговори со Европската унија. Бидејќи Република Бугарија ги исполнува, односно Република Албанија ги исполнува сите услови, бугарскиот амбасадор даде предлог кој е прифатен од Илир Мета. Тоа е таа руска структура во Република Албанија. Во Република Албанија има 2 структури кои се многу интересни. Едната структура е премиерот Еди Рама, кој сите го сметавме дека е припадник на групацијата на Сорос, меѓутоа последните информации од Тирана или последните информации кои доаѓаат од Тирана укажува дека многу соработници на Еди Рама се многу блиски до администрацијата на Доналд Трамп или структурите на Трамп
имат многу блиски соработници во најтесното окружување на Еди Рама. И тоа фрла некаква поинаква светлина на проектот Отворен Балкан и на таа дружба помеѓу Александар Вучич и помеѓу Еди Рама. И втората структура е председател Тилир Мета, која е класична руска испостава, класична турска испостава. Тоа што јас го нарекам руски-турски свет, финансиран од унгарски пари. Тоа е Илир Мета. Всушност Илир Мета во лет ја прифаќа идејата на бугарскиот амбасадор, ја поздравува идејата на бугарскиот амбасадор и вели дека е многу добра работа, тоа го кажува Антонио Милошевски, знаете. Антонио Милошевски пред 2 дена присуствува во Соединетите американски држави, се слика тамо со некакви think-tanкови организации во Соединетите американски држави и пишува на социјалните мрежи дека Република Македонија, дури со радост пишува на социјалните мрежи дека Република Македонија нема да добие датум на 14 декември и дека нема да добие датум во наредните 6 месеци или во текот на 2022 година. И дека се работи на одреден процес на раздвојување на Република Бугарија, односно Република Албанија и Република Македонија. Односно ако Република Албанија и Република Македонија бидат раздвоени, тогаш Република Албанија ќе ги почне преговорите со Европската унија, а бугарското вето ќе важи само за Република Македонија. Имаме една обратна ситуација. Ако пред 4 или 5 години ние сакавме да бидеме одвоени од Република Албанија, бидејќи побрзо ќе станевме членка на НАТО и побрзо ќе ги отпочнеме преговорите со Европската унија, сега Република Албанија поради ова нестрикно, ирационално, глупо и екстремно штетно бугарско вето сака да биде одвоена од пакетот со Република Македонија, да не биде заложник на Република Македонија. Затоа Артан Груби вели дека прашањето на преговорите со Бугарија е безбедносно прашање, кое може да ја дестабилизира, безбедносно да ја дестабилизира Република Македонија. Знаете што ќе се случи ако еден дел на албанската популација кој живее во Република Албанија ги почне преговорите со Европската унија, а Република Албанија веќе земја членка, полноправна членка на НАТО, а албанците во Македонија и албанците во Косово не ги отпочнат преговорите со Европската унија. Ќе имаме драматично безбедносно дестабилизирање на Балканскиот полуостров. Некој сака токму со бугарското вето да го дестабилизира Балканскиот полуостров и сега целото внимание е сконцентрирано на Република Македонија. И тоа е стара бугарска стратегија 20 или 30 години. Уште 1999 година Иван Костов, кој е бугарски премиер, кога се случува таа бегалска криза во Република Македонија, тоа стампедо која Кирил Григоров инсистира да биде направен коридор кој бегалците од Косово ќе ги носи во Република Албанија. Околу 400.000 албанци престојуваат тука во Стенковац 1, Стенковац 2, во сите овие кампови кои се направени на македонска територија. И тогаш Иван Костов не прифаќа ниту еден од тие бегалци кои се од Косово да ги пресили или да им даде сместување на територијата на Република Бугарија. Единствено вели македонци со потекло тетово гостивар од тој полошки крај кои би сакале да ја напуштат Република Македонија, под налетот на тоа стампедо на бегалци од Косово, на нив би им дал престој или домакинство во Република Бугарија. И тоа е таа стара бугарска стратегија на поделба на Македонија на 2 дела. Албански дел и македонски дел. Уште Тодор Александров и Хасан Приштина тоа го прават. Значи, тоа се тие нивни договори за поделба на Македонија на 2 дела, кои не успеа да заживее. Меѓутоа бугарите и понатаму не се откажуваат од тоа стара своја идеја на поделба на Македонија на 2 дела, албански и бугарски дел, кој ќе биде приклучен на Република Бугарија. На крајот на криштата и денешна Република Бугарија го слави празникот 3 март. 3 март е всушност символ на Сан Стефанска Бугарија. Тоа е единствена држава во светот која како свој државен празник има датум кога Бугарија е обедината со територија кои се сега надвор од територијата на Република Бугарија. И тие го слават тука во Скопје. Замислите ние да одиме да славиме во Бугарија одреден празник, а тоа е капитулацијата на Бугарија во Република Македонија, како тие ќе го сватат тоа, или тоа да го запишеме во нашиот устав. Тогаш ќе има дека Македонија развива недобрососедски односи, агресивни односи, има територијални претензии. Сака да ги омаловажи бугарите така натаму и така натаму. Славењето на 3 март во Република Македонија, а 3 март е денот кога е формирана Сан Стефанска Бугарија или Бугарија на трите мориња. Тоа е Адранското, тоа е Белото и тоа е Црното море. Кога всушност во состав на таа Сан Стефанска Бугарија влегува најголем дел од денешна Република Македонија, тоа не може да се свати поинаку освен како територијални претензии, едно историско повампирување на проектот Голема Бугарија, од кој бугарите до ден денес не се откажуваат од еден таков проект. И Илир Мета, фаќајќи ја во лет таа идеја, сакајќи да ја подели, да го подели пакетот Албанија и Македонија на 2 дела,
всушност сака да го закова последниот клинец во сандакот наречен Република Македонија. Ако Македонија остане изолирана, остане спакувана во овој српски свет, тоаш под прашање ќе дојде македонската целовитост, територијална целовитост, безбедносните структури, лепакот кој ги лепи сите македонски граѓани да имат одредена идеја. И тоа е суштината, тоа е опасноста на ова што ние имаме бугарско вето. Ние ќе можеме да преживееме без бугарско вето ако стане збор само за македонскиот народ. Меѓутоа тоа постојано го повторувам, во НАТО и во Европската унија не влегува македонскиот народ, туку влегува Република Македонија. А во Република Македонија, освен македонскиот народ, живее албански народ или малцинство на албанскиот народ, живее турски народ, живее српски народ, живее и бугарски народ. И ако ние немаме одредена перспектива или цел кон која се движиме, а многу малку работи ги обединуваат сите овие народи кои живеат на територијата на Република Македонија, или се припадници на народи кои живеат во соседните држави на Република Македонија, и некој сакал да ја направи Република Македонија Швајцарија на Балканите, тој бил Ванчо Михајлов. Јас со Ванчо Михајлов не се согласувам со 99,99% неговата политика. Ја сметам дека таа е исклучително штетна политика за Република Македонија. И тоа ако вие ги видите пресметките кои се случат во структурите на историското ВМРО или во структурите под контрола на Ванчо Михајлов, најголем дел од екзекутираните од страна на Ванчо Михајлов биле припадници или соработници на руските тајни служби во Бугарија. И тоа е тој драматичен конфликт кој секогаш се случува во Република Бугарија. И Република Бугарија влегува и станува дел на фашистичката номенклатура или на фашистичката оска, сакајќи да избега од руското влијание. Или ќе беа дел, составен дел на руското влијание или на советското влијание, бидејќи тие ги имат формирано со Сан Стефано. Те им има дадено се. И ние во моментот имаме конфликт на две болшевички истории, на две руски истории кои случат во Република Бугарија и во Република Македонија. И не е проблемот само на македонската историја дека е фалсификувана, дека е преработена, дека е направена карма каша, таква е бугарската историја. И судирот на тие две болшевички истории нас не прави проблем. Проблем помеѓу Софија и помеѓу Скопје. Што треба да направиме? Да се откажеме од двете истории. Да ги пишеме наново двете истории, да ги преиспитуваме наново двете истории, бидејќи ако го прифатиме ставот дека само едната историја е точна, другата историја е грешна, тоа што не одговара на вистината. И двете истории се наклюкани со идеолошки предрасуди кои се наметнати по таа некоја болшевичка линија и во Република Македонија и во Република Бугарија. И тоа нас не прави проблем на патот кон Европската унија. Ако биде направено раздвојување на Албанија на Република Македонија, тоа ќе значи влез во сериозна безбедносна криза на Балканскиот полуостров. И тоа е проект на кој се работи во изминатите неколку години. Тоа не е американски проект. Напротив, американскиот проект е да се реши македонското прашање пред да се влезе во процес на решавање на српското, односно решавање на косовското и решавање на босанското прашање. Ако Албанија се изземи од овој проект, тогаш Република Македонија останува во сферата на влијание и сферата на интересирање на српскиот свет. Внимајте, тој српски свет е исклучително проблематичен во оваа фаза сега за Република Македонија. Тоа не значи дека србите се проблематични за Република Македонија. Тоа не значи дека ние треба да развиеме непријателски односи кон српскиот народ, кон Белград, кон Република Србија, напротив, имаме таму многу пријатели. Имаме заедничка историја, имаме заедничко живење. Меѓутоа модалитетите, начелата и правците на разврски кои се иманентни на српскиот свет во моментот не одговарат на македонските стратешки интереси. На кого ќе му одговара на Балканскиот полуостров ако Република Македонија биде изолирана? Ако Албанија почне преговори со Европската унија, а Република Македонија понатаму остане во чакалната на Европската унија. Кој има најголем интерес да покаже дека Република Македонија не е функционална држава, како држава членка на НАТО, освен на руските интереси на Балканскиот полуостров, не постои ниту една друга држава од голем формат. Да, тоа беше Франција во време на Емануел Макрон пред 2 години, меѓутоа сега Франција има сосема поинакви интереси, а тоа е да се наметни како нов лидер на Европската унија. Бидејќи само со една таква роља после пензионирањето на Ангела Меркел, Емануел Макрон може да победи на претседателските избори во Франција. Единствена држава која сега во моментот има интерес да покаже колку е нефункционална Република Македонија, тоа е Руската Федерација. И тоа го прави преку двата своји сателити. Тоа е Белград и тоа е Софија, со одредени турски и со одредени унгарски пари. И тоа е суштината на процесите. Оставката на Зоран Заев
И поради фактот дека таа структура, тие пари, таа логистика го растури на терен. Настрана тоа што тој не владел како што треба. Настрана сите грешки од типот на Драги Рашковски. Настрана сите фаули. Настрана таа лукративност на кланот на Заеви. Ова структура со пари, со логистика на терен, ја растури власта на Зоран Заев. Затоа власта на Зоран Заев немаше капацитет да се спротистави на тоа. Ги гледаше процесите, гледаше дека доаѓа одредена лавина, па тоа можеше да се види после анкетите на НДА кои сега се објавуваат, кај што ВМРО ДПМН некада во март месец води со 13%, а СДСМ има 10% во кај македонскиот електорат. Меѓутоа повеќе од 60%, 67% од македонските граѓани има чувство дека Република Македонија се движи во погрешен правец, дека повеќе од 70% од македонските граѓани не веруваат на традиционалните медиуми, веруваат на социјалните мрежи. И затоа повеќе од пола македонци сметаат дека нас не прскат со авиони и дека со прскање преку авиони всушност ни го фрлаат вирусот или коронавирусот во Република Македонија. И тоа се руските модели. Така делува во Америка, така делува за време на референдумот во Велика Британија, така делува во Црна Гора, така делуваат во Република Македонија. Единствено Србија и е дозволено да биде на две столици, да седи на две столчиња, едно американско, едно руско. Бидејќи ако Србија се донеси до зид и се натера да се одбери на кое столче да седи, така и го одбери руското столче. И тој компромисот кој го прават американците. Меѓутоа, седењето на руското столче бара од Србија да интервенира во Република Македонија. Српскиот свет нови избори беше ставен како целосна логистика на рускиот свет. И се случи таков резултат како што се случи, беше декласиран СДСМ. И сега ми се чини дека српскиот свет во Република Македонија ќе инсистира на чело на двете најголеми партии да има нивно дете. Да има нивно дете и на чело на ВМРО ДПМН, да има нивно дете и на чело на СДСМ. Ќе дојдеме и до Димитар Ковачевски, ќе дојдеме и до политичките разврски во СДСМ, ќе дојдеме и до политичките разврски во Република Македонија. Ова е вовед во целата ситуација. Ви даваме елементи да може да размислувате, да направите одредена политичка анализа. Ако сакате да дојдете до чекор до вистината, ќе треба да проанализирате кој е Александар Чирков. Ќе одите на сајтот skafeto.com, текстот од 2018 година, човекот умира некаде ноември 2020 година, минатата година во Варна, на 82 годишна возраст, најголемиот кардиохирург на Балканскиот полуостров и убедливо најголем кардиохирург на Република Бугарија и Народна Република Бугарија, еден од советниците на Тодор Живков 1978 година во Германија, дека тој се наоѓа во Германија, внимавајте, значи или се во Русија или се во Германија. Тоа се двете линии на бугарската политика, германската и руската линија. Ако сакате да разберете бугарската политика, треба да следите руската и треба да следите германската линија. Тие се испреплетуваат. Германска линија оди еден крак кон Бојко Борисов, руската линија во најголем дел оди кон Румен Раде, во најголем дел оди кон БСП или бугарските социјалисти, оди кон Красимир Каракашанов, значи тоа е тајна структура. И секогаш бугарите ако сакат да функционират, мора да најдат баланс помеѓу руското и германското влијание. А всушност руското и германското влијание секогаш биле основа за правење на еден стабилен мир во Европа. Тој мир никогаш не бил во интерес на Република Македонија, таков мир како што направен, бидејќи секогаш се правил на штета на Република Македонија. И главната американска стратегија било како да се направат држави кои ќе бидат тампон зона помеѓу германските и руските интереси во Европа. И тоа била судбината на Полска и тоа била судбината на Украина. И затоа се случува сега тоа што се случува во Украина. Одредена поделба на прозападен и на происточен дел. Происточен дел кој е руски, прозападниот кој е германски, односно и американски. Тоа се разврските кои се случуваат во Европа. Основа за конфликт и војна во Европа се конфликтите помеѓу Франција и Германија. Основа за мир во Европа тоа е соработката помеѓу Германија и Русија. Американците, за да бидат силна европска држава, наводници силна европска држава, мора да го направат НАТО сојузот, мора да го имат Маршаловиот план, сега веќе немаат пари, затоа им влегуваат кинезите, им влегуваат русите со одредени валкани, секакви други пари преку гасти. Ако до пред неколку месеци имавме вакцина, дипломатија која со помош на вакцините се наметнуваше геополитичкото влијание во одредени делови на Европа и во светот, сега тоа се прави преку гасот, преку енергијата, преку електричната струја и така натаму и така натаму. И затоа нели се драматизира целата ова состојба, ќе има струја, нема да има струја, ќе мора многу да се плати, ќе треба да се везу и така натаму и така натаму. И се прави нестабилно, се прави нервоза во државата. Ние гледаме дека еве помина 30 дена од нивната хистерија дека нема да има струја, и има струја во Република Македонија. Дали ќе има до крај, ќе видиме. Меѓутоа цела Европа стенка по товарот на тоа дека ќе има недостиг на електрична енергија. Па Доналд Туск
кој е сега прв човек на ова Европска народна партија, раскажува дел од неговите разговори со Ангела Меркел, тоа некоја негова интервју некаде пред 2 дена, кај што вели дека Ангела Меркел била немокна да се спротистави на Северен ток број 2, бидејќи германскиот бизнис инсистирал да биде изграден Северен ток број 2. И како што вели самиот Доналд Туск, тоа е на штета на европските интереси. Всушност, Русија со помош на тој гасовод и се наметна или ги стави под своја контрола сите европски интереси. Успева да ги диктира европските интереси. И тогаш е разбирливо дека е на Република Македонија кршла. Меѓутоа се вратиме на Александар Чирков. Тој е најголем советник или најголем соработник на Тодор Живков. Во 1978 година ќерката на Тодор Живков, Людмила Живкова, разговара со него. Разговара со Чирков кој се наоѓа во Германија. И му дава предлог да се врати во Бугарија и да изгради приватна кардиохирургија. Бидејќи тогаш министер за здравство во бугарската влада е незиниот вујко, односно братот на незината мајка. Значи дека кланот на Тодор Живков владае во Бугарија во сите пори на општеството. Професорот Чирков е најголем пријател на Илија Камчев, таткото на Јордан Орце Камчев. Мислам дека полека работите ви станат јасни. Александар Чирков всушност е врската помеѓу Бојко Борисов и кралот или царот Симеон Саксобурготски. Кога Симеон Саксобурготски, а тој е соработник на Бриго Аспарухов, го враќаат од Шпанија и го прават бугарски премиер, а подосна Бугарија после неговиот мандат станува членка на Европската унија и на НАТО, врската помеѓу Бојко Борисов и помеѓу Симеон Саксобурготски е Александар Чирков. Тој го знае Бојко Борисов, бидејќи Бојко Борисов бил бодигард или обезбедување на Тодор Живков. Ја бидејќи Александар Чирков и Тодор Живков продолжиле да комуницират и после падот на Тодор Живков од власта, тој прави или развива пријателски односи и со Бојко Борисов. Кога на Симеон Саксобурготски му треба телохранител, обезбедување, охрана во Република Бугарија, Александар Чирков му го препорачува Бојко Борисов. И вели дека Бојко Борисов не знаел да му се реваншира, и кога се расправа за смената на Александар Чирков од болницата Света Катерина, Бојко Борисов го пушта Чирков низ вода. Меѓутоа, Александар Чирков е најблизок соработник или пријател на Илија Камчев. Имат одредена идеја да прават кардиохирургија тука во Република Македонија, каде што ќе биде вклучен Александар Чирков. Немајте која логистика Александар Чирков носи со себе. Целото минато, целата логистика, целото разузнавање на Тодор Живков може да му биде ставено на располагање на кланот на Камчеви. Рушењето на двете влади на Зоран Заев се направени од страна на Јордан Орце Камчев. И многумина нели ме прашуваат, па добро, нели малку претера со Камчев? Не. Стана збор за неисклучително мокна структура во Република Македонија. И кога јас го третирам во моите емисии Орце Камчев, не го третирам бидејќи јас нешто сакам од него или нешто сум скаран со него. Не нема никакви врски со Јордан Орце Камчев. Меѓутоа стана збор за неисклучително мокна структура во Република Македонија. Тито Петковски, таткото на Сашо Мјалков, Јордан Мјалков, Илија Камчев е една иста структура. Со тоа што Илија Камчев има исклучително добри релации и со Народна Република Бугарија и со денешна Република Бугарија. Александар Чирков му става на располагање на кланот на Камчеви исклучително мокно бугарско разузнавање. То бугарско разузнавање е вклучено во операцијата Рекет. Операцијата Рекет требаше да резултира со рушење или со пат на владата на Зоран Заев. Сите тие снимки, целото тоа снимање, освен делови на македонските служби на македонското разузнавање, се прецизно и толку професионално изработени од страна на бугарското разузнавање, па дури други од снимени разговори на Јордан Камчев со Зоран Заев со представници на македонската влада се изработени, се одработени, се снимени, се направени од страна на бугарското разузнавање. Евентуалното бегство на Сашо Мјалков надвор од територијата на Република Македонија повторно снимено изработено од страна на бугарското разузнавање. Располагаат со дронови, располагаат со техника, располагаат со сите можни неопходни инструментариуми кои може да им обезбеди да направат или да спроведат таква операција како што е операцијата Рекет. Операцијата Рекет и ставање вето за почеток на преговори на Република Македонија со Европската унија е всушност резултат на таа врска на бугарското разузнавање и нивниот почесен конзул во обид Јордан Орце Камчев. И се враќаме до Красимир Каракачанов. Красимир Каракачанов, кој на крајот на 80-тите години во таа размена на студенти е дојден во Република Македонија, тогаш е веќе соработник на бугарското разузнавање со псевдоним Иван и стана соработник на една од овие 4 структури
кој делува на просторот на поранешна СФР Југославија и на просторот на Република Македонија или тогашна Народна република или Социјалистичка република Македонија. И после 30 години Красимир Каракачанов, кој воен министар или министар за одбрана на Република Бугарија, министар за одбрана на земја членка на НАТО, учествува во процес на рушење на влада на исто така држава која е членка на НАТО преку операцијата Рекет. Боки Јовановски, Боки 13, целата таа логистика, Соки Милевски Кичевскиот, Јордан Роце Камчев, Флаверите, давање пари и така натаму и така натаму. Тоа е проект кој го реализира бугарското разузнавање. Релациите и врските на кланот на Камчеви со бугарското разузнавање е Александар Чирков. Александар Чирков кој му ги става логистиките и луѓето кои биле под контрола на Тодор Живков. Видите, и процесот на растење на Бојко Борисов во власта во Бугарија и стигање до позицијата премиер на бугарската влада и со помош на врските кои му ги остава на располагање на Тодор Живков. Гледате, две личности кои се двата краја на бугарската историја. Синот на царот Борис, кој е дел на фашистичката власт во Бугарија, кој под некои сомнителни околности го завршил својот живот 1943-44 година, и Тодор Живков кој е синоним на комунистичка Бугарија, личноста која ги спојува тие две крајности се нарекува или се вика Бојко Борисов, бил бодигард и едниот и на другиот. Можете да претпоставите какви информации добивал од едниот и другиот, каква логистика на располагање му ставили едниот и другиот. Таа логистика во времето на Бојко Борисов и на Красимир Каракачанов му е ставена на располагање на конзулот на Бугарија во Обид, Јордан Орце Камчев. Така е рушена владата на Зоран Заев. Политичките разврски кои сега ќе се случат во СДСМ, повторно во фокусот на вниманието ќе го имаат Јордан Орце Камчев. Тоа ќе биде суштината. Како да се спојат интересите на три клана. Тука ви сева вас Бранко Царенковски како одреден лепак, како одреден американски амбасадор, кој треба да обезбеди тие три мокни клана во Република Македонија да најдат заеднички интерес. Едниот клан е Дуле и Коки, кои се први луѓе на најмокната банка. Вториот клан е Јордан Орце Камчев. Третиот клан е кланот на Зоран и на Вице Заев. Тој клан на Зоран и на Вице Заев влезе во конфликт со двата други краја, односно со двата други кланови. Сите бизнисмени и тајкуни кои му помагаат на Зоран Заев да дојде на власт во Република Македонија, одеднаш го снема од гравитационото поле на неговото влијание. Премногу лукративни стана Зоран и Вице Заев. Премногу себични стана Зоран и Вице Заев. Сите тендери одеа кон нив. Сите операции, сите пари сака да ги стават под своја контрола. Па дури влегува во процес на продажба на најмокната македонска банка, бидејќи тоа му го ветиле на Бојко Борисов. Во тој процес беа вклучени и луѓе на Јордан Орце Камчев, негови најблиски соработници, да не речам негови најблиски соработнички, кои се снимени на разговори во Софија, како разговарат за продажба на најголемата македонска банка. Бранко Царенковски преку Димитар Ковачевски всушност треба да обезбеди на некој начин бајпасирање на интересите и на конфликтите на овие три клана, ќе го анализираме тоа малце подале. Зоран Заев е во конфликт со Дули и Коки. Дули и Коки се во конфликт со Орце Камчев. Орце Камчев е во конфликт со Зоран Заев. За да во тој конфликт не изгинат, не настрадаат сите, се појава Бранко Цренковски, кој треба да обезбеди принуден мир, краткотраен или средночен мир на сите три кланови. И затоа се јавува едно компромисно решение кој треба да дојде на чело на СДСМ и кој треба да дојде на чело на македонската влада. Зоран Заев, во моментот кога нема да биде премиер на македонската влада, ќе биде лесна ловина на Јордан Орце Камчев. Единствено функцијата премиер на македонската влада му овозможуваше на Зоран Заев да биде рамноправен или посилен од структурата на Јордан Орце Камчев. Во моментот кога нема да има премиерската логистика, тогаш Јордан Орце Камчев на теренот е драматично помокен и посилен од кланот на Заеви. Од друга страна, кланот на Камчев и кланот на Дули Коки или на најмокната банка во Република Македонија секојаш биле конфронтирани. Наташа Сава и незиниот братучет, еден од најголемите тутунски магнати во Република Македонија, исто така биле во конфликт со Дули Коки од најмокната банка во Република Македонија. Бранко Царенковски тука ви се јавува како медиатор. И всушност кој јас ви го враќав по филмот Човекот изваден од нафталин Бранко Царенковски, тамо некаде почетокот на 2020 година, предпоставав до што ќе дојди или каква разврска ќе има нова битка на клановите.
То не е битка која се завршува со потрошени 100-200 евра. То се битки кај што се трошат милиони и милиони. Кај што некој завршува во затвор. Некој може да излезе во затвор, друг да заврши во затвор. То се битка на клановите. И некој ќе треба да им гарантира на сите тие три структури. И клучно е прашањето дали новиот лидер на СДСМ, дали ќе се вика Димитар Ковачевски, дали ќе се вика Фросина Раменска, дали ќе се вика Миле Зечич, не битно. Дали новиот лидер на СДСМ ќе треба да има обврска, да му овозможи излегување од притвор на Јордан Цекамчев. Тоа е прашањето на сите прашања. Прашањето кое вреди $1 милион. Кој ќе биде ребусот или каде ќе биде најден компромисот во битката на тие три клана? Долико ќе да бидат стабилни, никој да не ја продава нивната банка, на заеви да му се гарантира мир и безбедност на трошење на парите, иако не биде премиер, затоа Зоран Заев инсистира Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност да бидат под контрола на личност од него најголема надограба, плюс и Министерството за правда или за правосудство во Република Македонија, за да може да му се гарантира дека ќе биде безбеден и мирен во евентуален конфликт на трите клана, ако не биде најдено компромисно решение. И третиот клан, кланот на Камчеви, треба да им се гарантира дека ќе бидат пуштени од притвор. Сите овие пари кои се фрлени на она несреќа од адвокат Тониньо Мориньо, кој му гарантира Страсбур, има збори, ќе го изглади од затвор поради човек кој прави така натаму, значи сите тие потрошени пари не вредат ни 5 пари. Ги потрошија парите на Тониньо Мориньо и од тоа нема ништо. Гола вода. И то секој кој се разбира во тие работи го знаеше уште пред една година, дека во моментот кога Тониньо Мориньо, ако ова е Мики минимум или максимум, ова е Мики нула, бидејќи ништо не може да заврши. Кога Тониньо Мориньо му ветуваше Норце Камчев дека со помош на неговите спектакуларно мокни врски, а тој има спектакуларно мокни врски во бугарско и италијанското подземје, дека ќе го ослободи од Страсбур, секој кој се разбираше во тие работи знаеше дека тоа се приказни за мали деца. На крајот и самиот Норце Камчев виде дека тоа не вреди ни 5 пари и почна сам да ја води целата операција, да помога на опозицијата да дојде на власт, за да може да го ослободи од притвор. Бидејќи опозицијата на 11 ноември на празен гол погоди статива, сега треба да се влезе во една сосема друга разврска. Таа разврска значи дека некој кој е медијатор, а тоа е Бранко Цренковски, да посредува помеѓу трите кланови. Најмокната банка Дули Коки, Јордан Камчев и Зоран Заев. Со оставката на Зоран Заев на челната функција во СДСМ и премиер на македонска влада, меѓутоа многу е битно таа оставка на челната функција во СДСМ, процесите на реформи во СДСМ почнува 2,5 години порано од тоа што беше планирано. И самиот Зоран Заев велеше дека доволно е 4 години да биде на чело на македонската влада, односно 2 мандати по 4 години, тоа 8 години, и дека секој владење подолго од 8 години всушност представува основа за забегување во власта и во владењето, и дека 2024 година тој ќе се повлечи и од премиерската функција, и од челната позиција во СДСМ, и како што тога стои работите, негов наследник требаше да биде Лјупчо Николовски. Всушност беше избран Лјупчо Николовски како некаков компромис помеѓу Олијар Спасовски и Зоран Заев да дојде на чело на СДСМ. Поразот на локалните избори на СДСМ значеше почеток на реформите 2,5 години порано тоа што беше планирано. Зоран Заев најави оставка, Лјупчо Николовски најави оставка и сега СДСМ влезе во процес на именување и избор на ново раководство. Меѓутоа промените во СДСМ кои се 2,5 години порано тоа што беше планирано, ќе значат исто така почеток на промени во ВМРО-ДПМН многу порано од тоа што се планираше. Јас тоа во неколку емисии ви окажав дека е прашање на време на техника кога и Христијан Мицкоски ќе се замени од политичката сцена во Република Македонија. Само се уште нема јавено. Иако двете партии функционираат на сосема различен начин. ВМРО-ДПМН била секош авторитарна партија. И во времето на Лјупчо Ѓорѓевски, во времето на Никола Груевски, во времето на Христијан Мицкоски, статутот кој беше направен во времето на Лјупчо Ѓорѓевски, надграден во времето на Никола Груевски, сега бетониран во време на Христијан Мицкоски, и во возможува на лидерите на партијата да владеат до тогаш до кога тие ќе сакаат да владеат. Ниту Лјупчо Ѓорѓевски, ниту Никола Груевски ќе беа сменети од делегатите кои тие сами не се повлече. Како сега делегатите ќе осменат Христијан Мицкоски, ако Христијан Мицкоски и раководството на партијата учествуваат во изборот на тие делегати. Тие ги бираат делегатите и подоцна тие делегати треба да гласат за нивна доверба. Ема шанса делегати кои се избрани од вас да гласаат против вас. Затоа велам дека Христијан Мицкоски може да остане до кога сака начело на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа процесите, реформите кои се случуваат,
драматичните потреси на македонската политичка сцена ќе го забрзат процесот на заминување на Христијан Мицов со челната позиција во ВРМ-та на ВМРО ДПМН. Ќе збориме за половина година, една година или 2 години и ќе сватите самите дека ова заминување на Зоран Заев од челната позиција на СДСМ ќе значи заминување во политичка пензија на Христијан Мицковски. Меѓутоа, за разлика од ВМРО ДПМН, во СДСМ тие процеси секогаш се случувале тектонски, како внатрешно ферментирање под масата. Многу ретко сме ги гледале тие процеси над масата. Во последните 30-35 години, сите комунистички лидери во Република Македонија се замина од политичката сцена како резултат на внатрешните тектонски потреси кои се случуваат во самата партија. Не од надвор, туку тие губат битката внатре во самата партија. Јаков Лазаревски беше единствениот комунистички лидер кој беше во конфликт со Лазар Кулишевски и тоа му пресуди. Беше единствениот комунистички лидер во историјата на комунистичката партија на Македонија, на Сојузот на комунистите на Македонија, кој беше надгласан во македонскиот парламент. Станува збор за изборот на представник на Македонија или член на Македонија во сојузното председателство. Имаат амбиции или се гласа за Јаков Лазаревски, прв човек на комунистичката партија на Македонија, за Глигорија Гоговски, кој е тогаш премиер на македонската влада. Тоа е таа линија Глигорија Гоговски, Тито Беличанец, Љубисав Иванов Дзинго, кои стоја за Доливар Спасовски, а сега стоја за Димитар Ковачевски Тача. Тоа е таа просрпска, пробелградска бија линија, не велам нека се овие резидентура на бија во Република Македонија, меѓутоа таа линија всушност работи за интересите на Белград во Република Македонија. Блиски им се релациите, блиски им се бизнес односите, блиски им се размислувањата. Потекнато ден исти шинел и нормално имат иста стратешка определба. Нивно дете Димитар Ковачевски Тача, дали ќе биде избран, нема да биде избран, ќе покаже времето за 10 дена, ќе се знае кој ќе биде нов лидер на СДСМ и дали тој нов лидер на СДСМ ќе биде премиер на македонската влада. Така е пуштан низ вода Јаков Лазаревски. Така Јаков Лазаревски губи битката од Лазар Кулишевски. Бранко Царенковски никогаш не бил човек на Лазар Кулишевски. Никогаш немал блиски релации, блиски односи со Лазар Кулишевски. Меѓутоа секога сакал во кругот на своите најблиски соработници да има луѓе на Лазар Кулишевски. Тако беше Лазар Китановски, таткото на Лазар Китановски, кој е крстен Лазар по Лазар Кулишевски, беше најдобар пријател на Лазар Кулишевски. Ана Данева Павловска е керка на Јован Павловски, каде што завршија најголем дел од мемоарските материјали на Лазар Кулишевски. Мислам дека пишуваше книга за Лазар Кулишевски. Беше долгогодишен председател на Сојузот на писатели во Република Македонија и беше дописник на НИП Нова Македонија од Руската Федерација или од Советскиот сојуз, односно беше дописник од Москва. Ана Данева Павловска беше втор човек или подпредседател на СДСМ во вториот мандат на Бранко Црвенковски. Велам, Бранко Црвенковски секоја се обкружува со на таква структура на луѓе. Иако никош не бил близок со Лазар Кулишевски. Хари Костов, например, бил човек на Драголюб Ставрев. Во времето кога Драголюб Ставрев е премиер на македонската влада, или прв човек на извршниот совет на Социјалистичка република Македонија, и Хари Костов, и Драголюб Арсовски, кој сега сват со Бранко Црвенковски, и Никола Поповски, кој заедно со Бранко Црвенковски беше генерален секретар, и тие го изvedат процесот на трансформација на Сојузот на комунистите на Македонија во СКМ-ПДП и подосно од СКМ-ПД во Социјалдемократски сојуз на Република Македонија. Бранко Црвенковски 92 година е председател на партијата, Никола Поповски е прв генерален секретар на партијата, значи велам и Драголюб Арсовски, Хари Костов и Никола Поповски првото вработување го имаат во извршниот совет на Драголюб Ставрев. Тие се советници, соработници на Драголюб Ставрев. Драголюб Ставрев, после неуспешниот обид на Јаков Лазаревски и Глигорија Гоговски да бидат избрани во македонскиот парламент и да бидат член на Сојузното председателство како представници на Република Македонија, се оди за прв пат во македонската комунистичка историја на јавно гласање на сите македонски граѓани кој да биде македонски член на председателството на СФР Југославија. Се гласа помеѓу Драголюб Ставрев и Васил Тупурковски. Васил Тупурковски, кој важи за човек близок на Лазар Кулишевски, убедливо со 80:20 го победува Драголюб Ставрев. И Васил Тупурковски е последниот член на председателството на СФР Југославија од Република Македонија. И е во конфликт со Киро Глигоров. Тој драматичен конфликт од Белград се пренесува тука на територијата на Република Македонија. Васил Тупурковски, кој е сојузен шеф на државата и треба да му биде претпоставен на Киро Глигоров, во процесот на растурање на СФР Југославија губи својата мок и локалниот шеф на Република Македонија Киро Глигоров стана многу помоќен од Васил Тупурковски. Петар Гошев, кој го победува
кандидатот на Јаков Лазаровски, генерален секретар на Јаков Лазаровски е Михаил Данев. Тој е мокно-штопско, односно штипско крило или штипска логистика во Македонската комунистичка партија. Михаил Данев е генерален секретар или втор човек на комунистичката партија, а ректор на Скопскиот универзитет во тоа време е Драги Данев. Михаил и Драги Данев се браќа. Драги Данев е свекор, односно татко на сопругот на Ана Данева Павловска. Гледате како таа црвена буржуазија, комунистичка номенклатура ви се испреплетува во сите пори на функционирањето на СДСМ. Ана Данева Павловска е еден од најголемите противници на владењето на Зоран Заев. Јавно даваше подршки на Максим Димитриевски и на целата таа структура која е незадоволна од владењето на Зоран Заев и на СДСМ. Тие заминуваат од челната позиција во СДСМ заедно со Бранко Цренковски 2013 година, не се присутни, не се активни на политичката сцена и чекат пораз на Зоран Заев и на СДСМ за да можат да направат камбек или нивната политичка групација да направи камбек во структурите на СДСМ и тоа се случува после локалните избори. Меѓутоа, нагласањето помеѓу Михаил Данев и Петар Гошев, кој се случува во домот на ЈНА, или тогашен дом на ЈНА, победува Петар Гошев. 8 или 9 години подоцна, на една средба ке Бранко Тозија, каде што е присутен Маријан Ѓорчев, тогаш министер во владата на Љупчо Ѓорѓевски, каде што е присутен Петар Гошев, каде што е присутен Бранко Тозија, еден од најголемите масони во Република Македонија, и по женска линија роднина со Михаил Данев, Маријан Ѓорчев му презентира податоци и информации на Петар Гошев дека според нивните сознанија, гласањето каде што победува Петар Гошев, а не победува Михаил Данев, всушност било лажирано страна на СЕМОС групацијата која тогаш ја представува Бранко Црвенковски. Така се случува тие работи во СДСМ. Бранко Црвенковски станува лидер на СДСМ 1991 година, бидејќи Петар Гошев е надгласан во претседателството на СДСМ. Петар Гошев инвестира во оној проект или во она распределба на МОКТА, каде што тој ќе биде премиер на владата, каде што председател на државата ќе биде владиката или дедо Михаил, а прв човек на Македонското собрание ќе биде Стојан Андов. Киро Глигоров со помош на својата логистика во врвот на СДСМ ја растура таа комбинација и тоа значи крај на политичката кариера или лидерската кариера на Петар Гошев на чело на Сојузот комунисти на Македонија или СКМ-ПДП, односно таа групација која подоцна се трансформира или денешниот Социјалдемократски сојуз на Република Македонија. Бранко Цренковски како најмалку опасен играч за сите овие кланови на СДСМ, а таму е Ѓорги Спасов, таму е Лазар Китановски, таму е Благој Ханџиски, таму е Јован Андонов Реган. Значи, тоа се групации кои имат претензии да бидат лидери на СДСМ и да бидат премиери на македонската влада. Бранко Цренковски како 28 годишен политичар, кој е на почетокот на својата кариера и сите го сметат како неопасен, а единствено Тито Петковски е некаква негова политичка логистика и тој му помага во неговата политичка кариера, всушност станува лидер на СДСМ. Со обврска во наредните 4 години да не се бави со никаква државна функција и заедно со Никола Поповски да ја реформират партијата, да ги ударат темелите на партијата, да ја расшират или да ја изработат, да ја воспостават мрежата на партијата на теренот. Меѓутоа на еден разговор со Панде Колумишевски, тоа може Панде Колумишевски да ви го каже, Панде Колумишевски му сугерира на Бранко Цренковски каков лидер на партија ќе биде ако некој друг биде премиер на македонската влада. Ако под негова контрола се министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана, министерот за финансии, тоа каква е МОКТА на лидерот на партијата ако некој друг е премиер на владата и ги има сите конци на власта во државата во своји раце. Така е струшен проектот Петар Гошев да биде премиер на владата иако не е лидер на СДСМ. Гледате, такво некој сценарио и сега се прави. Некој да биде лидер на СДСМ, а Зоран Заев да остане и понатаму да биде премиер на македонската влада. Такво некој сценарио се правеше со Владо Бучковски и со Хари Костов. Владо Бучковски да биде лидер на СДСМ, а Хари Костов да остане да биде премиер на македонската влада. Бранко Црвенковски и структурите на Бранко Црвенковски го растурат проектот Петар Гошев да биде премиер на владата, иако една година претходно беше поразен и остапи од позицијата прв човек на СДСМ. И самиот Бранко Црвенковски е сменет бидејќи беше надгласан, бидејќи структурата на Радмила Шекеринска и Зоран за 2013 година беше помокна од него. Му го растури бојкотот. Му ја растури операцијата Бела Чао и го пушти низ вода. 8 години чекаше Бранко Црвенковски
и дочека Зоран Заев да биде поразен на локалните избори, за да може да направи реприза на тоа што се случи 2013 година. Јас сум сигурен дека имало средба на луѓе на Бранко Цренковски на Зоран Заев. Или имало средба, или имало комуникација, посредна или непосредна на Бранко Цренковски на Зоран Заев, и дека како резултат на таа средба на Црвенковски на Зоран Заев е избран Димитар Ковачевски Таче како некој компромисно решение. Компромисно решение кое може да се продади како решение на Црвенковски, а може да се продади како решение на Заев. Бидејќи на списокот на тие 18 членови на извршниот одбор на СДСМ нема не друго име или друго лице кое може да асоцира во исто време на Зоран Заев и на Бранко Цренковски. Димитар Ковачевски Таче бил секогаш човек на Наташа Савој и Игор Ивановски шема. Тие го носеа кај Бранко Цренковски. Така комуницираше тој со Бранко Цренковски. Имал неколку средби со Бранко Цренковски, а сега се лакира неговата биографија дека бил близок соработник на Бранко Цренковски. Димитар Ковачевски Таче всушност е компромисно решение. Компромисно решение кој треба да обезбеди клановите во СДСМ, барем привремено да ги прекинат конфликтите, барем привремено да најдат некое решение кој ќе им обезбеди на најголем дел на тие лоби групации во СДСМ да можат и понатаму да продолжат да ги трошат своите пари, да бидат внимателни, да бидат мокни, да бидат влијателни и да можат и понатаму да влечат некакви потези оценка. Ова компромисно решение значи дека ќе се купи мир 1 или 2 години. Меѓутоа тоа не е трајно решение. Трајниот конфликт во СДСМ ќе се случи некаде до 2024 година. Тогаш ќе биде избран лидер на СДСМ кој ќе остане барем во наредните 5 или 6 години. Во моментот имаме само некое привремено решение, привремено компромисно решение кое ќе им обезбеди на двата клана или на неколкуте клана кои не се доволно силни самите да победат и да земат власта во партијата, да најдат компромисно решение кое ќе овозможи, ајде да речеме, неко нормално живење на СДСМ наредните 2 години. Дали во СДСМ може да се репризира моделот на ВМРО ДПМН? Моделот на ВМРО ДПМН како што избран Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски се до изборот на претседател на партијата не бил дел на најтесното раководство на ВМРО ДПМН. Не бил дел на најтесниот круг околу Никола Груевски. Само 6 месеци пред изборите тој избран да биде генерален секретар на партијата и тоа му беше катапултирачка позиција од каде што дојде начело на партијата на конгресот во Ландо. Сада сама тие процеси се случуваат многу поспонтано, многу поприродно. Кога Владо Бучковски станал прв човек на партијата, претходно е втор човек на партијата или најблизок соработник на Бранко Цренковски. Кога Радмила Шекеринска го заменува Владо Бучковски, е на позицијата втор човек на партијата. Кога Бранко Цренковски се враќа на чело на СДСМ и 2013 година него го наследува Зоран Заев, Зоран Заев во тој момент е потпредседател на СДСМ и главен финансиер на партијата. Димитар Ковачевски Таче не е втор човек во партијата, не е ни трет човек во партијата, не е ни петти човек во партијата. Тој е дел на извршниот одбор кој брои 18 лица или 18 членови, има 4 потпредседатели, еден заменик председател, тоа е Сања Лукаревска. Членовите на извршниот одбор или тие 18 членови се Ана Данева Маркова, непозната политичка личност. Стефан Богоев може да биде компромисно решение помеѓу Бранко Цренковски и Зоран Заев, меѓутоа Стефан Богоев има сосема поинакви амбиции, тоа да биде лидер за 2 години и да биде долгорочен лидер на СДСМ во еден период од 1 или 2 изборни циклуси. Нина Фити, керка на Таки Фити, ќе беше преочигледно керка на Таки Фити да биде кандидат за лидер на СДСМ, тоа што се знаеше дека Бранко Цренковски и Дули и Коки од најмокната банка стојат за днесниот избор. Милена Стефановиќ или директорката на ефективна клиника е човек на Венко Филипче, Костадин Костадинов, градоначалник на Струмица е човек на Зоран Заев, ракометарката Андријана Будимир, Благоје Бочварски е човек на Зоран Заев, меѓутоа делот на кланот на Бочварски има блиски релации со Бранко Црвенковски, Рената Јајовска која потекнува од младинската структура и е роднина на Алберт Муслију. Алберт Муслију има уште еден роднина, тој е Дарко Каевски, тој е зетот на Алберт Муслију или сопруг на керката на Алберт Муслију. Гледате во 18 членови, двајца се луѓе блиски на Алберт Муслију, плюс Тања Томич која е блиска пријателка или политички блиска пријателка од Алберт Муслију, значи тројца од 18, тоа е веќе една шестина. Значи едно битно влијание на Алберт Муслију во структурата на СДСМ. Васко Ковачевски, директорот на Елем, е човек на Зоран Заев. Тања Томич е блиска и на Зоран Заев и на Бранко Цренковски, меѓутоа нема лидерски амбиции. Мухамед Закири кум на Зоран Заев, Софија Пејкова човек на Венко Филипче. Така што ова е структура. Петри Шилегов, кој би можел да биде некој компромисно решение, меѓутоа ги изгуби
катастрофално изборите во Скопје, така што Димитар Ковачевски Тачев ја доаѓа како некое природно решение кое може да се продади како компромисно решение. При тоа не компромисно решение само помеѓу Зоран Заев и Бранко Цренковски. Јас ви гарантирам дека Зоран Заев и Бранко Цренковски, ако немале лична средба, тогаш имало средба на него и на нивни најблиски соработници, каде што ја договарале целата таа операција за трансфер на власта, за мирно предавање на власта, за некаков компромис меѓу двете крупни главни структури во врвот на СДСМ, и Димитар Ковачевски ви се јавува како некое компромисно решение. Плюс тука се дули коки од најмокната банка во Република Македонија, и тоа се три структури кои треба да ја прераспределат мокта во СДСМ и во власта во Република Македонија на крајот на денот, бидејќи Димитар Ковачевски Тачев секојаш бил човек од голема доверба на Наташа Сагова, Игор Ивановски Шема, така и доаѓа во контакт со Бранко Цренковски, бидејќи Бранко Цренковски комуницира со Слободан Ковачевски Таче, таткото на Димитар Ковачевски, а не со Димитар Ковачевски Таче. Мене се ми се чини дека на крајот на денот главната задача која ќе биде ставена пред Димитар Ковачевски Таче ќе биде ослободување на Јордан Орсе Камчев. Тоа ќе биде дел на пакетот на преговори со Бугарија. Ако Бугарија кренало и Ќоро и Сакато и донело во Република Македонија бугарско разузнавање, бугарска логистика, бугарски евродепутати, Бојко Борисов, Каракачанов, Захарија, се што може да се стави во функција беше ставено во функција. Во два наврати инсистираш Јордан Орсе Камчев да биде почесен конзул на Бугарија во Република Македонија и не се откажува од Јордан Орсе Камчев, тоа значи дека на крај на денот дел на пакетот на решавање на македонско-бугарските односи ќе биде Јордан Орсе Камчев. Ми се чини дека Димитар Ковачевски е донесен на таа функција да биде дел од тоа решение, да биде дел од тој пакет. Дали ќе го изгласат членовите, дали ќе го изгласат луѓето на непоставено гласање во СДСМ, колку ќе биде процентот на гласачи, дали тамо ќе има цензус или воопшто нема да има потреба од цензус, дали ќе се пролонгират или нема да се пролонгират изборите, дали ќе се проблематизират или нема се, тоа е небитно, но ако дојде на чело на партијата Димитар Ковачевски Таче, мислам дека една од првите задачи кои ќе биде ставена на премиерското или на лидерското биро ќе биде ослободување на Јордан Орсе Камчев. Живи да бидиме, ќе видиме дали тоа ќе се оствари. Ова го кажувам за да не влеземе во таков процес. Ова го кажувам бидејќи јас верувам во некоја правна држава, колку е да е таа неспособна, колку е да е таа кљакава, колку е да е таа неефикасна. Бидејќи ако не верувате во правна држава, ако не верувате во правда за сите, или во еднаква правна основа или позиција за сите, тогаш во што ви останува да верувате во една ваква држава како што е Република Македонија? На крајот на денот ние сепак сме држава која е членка на НАТО. И ако ослободување на еден од најголемите тајкуни се случува како дел на политички договор, кај што се вклучени повеќе структури, дел на договор помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, тоа за мене би било понижувачки. Јас не само што не сакам да верувам во таква држава, туку тешко би можел да најдам мотив да останам да живеам во една таква држава. Бидејќи работите не треба да се решава така. Ниту треба да има политички реваншизам, ниту не треба да има ни политичко ослободување. И ово го кажувам за да извршам дополнителен притисок врз тој што ќе дојде на чело на СДСМ или ќе биде еден македонски премиер. Не е дозволиво луѓе да се стават во затвор како дел на политички реваншизам, но уште помалку е дозволено луѓе да се ослободуваат од притвор како дел на политички договор. Мене ми се чини дека Зоран Заев веќе никакви контури на тоа примо предавање на власта гледам, иако мислам дека сега Зоран Заев малку и се кае, не би сакал да ја напушти премиерската функција, меѓутоа луѓето на кои игра Зоран Заев можеме да ги видиме изминатите 15 или 20 дена, тоа се луѓето на кои им беа дадени можности да ги држат пресконференциите во името на СДСМ едната Славјанка Петровска, која веројатно по желба, по инсистирање на Зоран Заев ќе треба да биде или министар за внатрешни работи ако се направи чистка и бидат сменети сите претходни министри или министри во владата на Зоран Заев, или прв човек на Агенцијата за национална безбедност, и преку Славјанка Петровска да си има контрола на процесот на ослободување или на неослободување на Јордан Орсе Камчев. Веројатно Зоран Заев ќе инсистира на Благој Бочварски, веројатно ќе инсистира на градоначалникот на Валандово, една или две пресконференции, мислам дека е прв човек на тоа собрание на делегати или на Централниот одбор на СДСМ, ќе инсистира на Петар Костадинов да биде дел од раководството на СДСМ, можеби ќе инсистира на сегашниот министер за правда, за да има континуитет во дел во Министерството за правда, да има контрола на судските процеси и така натаму. Веројатно тоа ќе се дел на барањата на Зоран Заев. Ќе инсистира, мислам, на првиот човек на финансиско разузнавање, ќе инсистира на првиот човек на ЕЛЕМ, тоа е
Ковачевски, тоа се Васко Ковачевски, не Димитар Ковачевски, и тоа веројатно ќе бидат барањата на Зоран Заев за да има некакво и мирно финансиско море и мирно правно море, односно да има контрола врз Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност. За да може да учествува во процесите ако случат одредени пазарења. Преку Димитар Ковачевски тача Бранко Царенковски веројатно ќе сака чекор по чекор да ја презима партијата. Тој е неговиот начин на работење. Да направи сплетки, подоцна да ги решава тие сплетки, знаете како велат во психологијата. Најлесно се решава вештачки предизвикан проблем. Вие правите вештачки проблем и подоцна вештачки го решавате тој проблем. Бидејќи проблемот вие сте го направиле, знаете како да го решите. Тоа и сега се случува во СДСМ. Беше направен проблем, беше ангажирана тешка артилерија, дули и коки од најмокната банка, структури на Бранко Царенковски, српски свет, турски свет, руски свет и бугарско разузнавање кој беше вклучено, го растурија како бугарска скупштина Зоран Заев на терен, без разлика на парите кои Зоран Заев ги вложи. Тоа се гледаше уште во анкетите на НДА кои се направени во март ова година, 13-10 беше водството на ВМРО ДПМН. 67% од македонските граѓани смета дека македонската влада се движи или политиката се движи во погрешен правец. 70% не верува во традиционалните медиуми кај што контрола имаше каква таква СДСМ на социјалните мрежи каде што им се верува контролата е во рацете на ВМРО ДПМН и се случи карамбол на изборите. И тој карамбол на изборите сега се решава ко Париска мировна конференција. Двата, трите, четирите клана кои беа во конфликт, сега барат одредено мирно решение. Или решение со кое ќе се постигне одреден мир. Па и после Првата светска војна беше најдено мировно решение, тоа не траеше повеќе од 22 години и се случи Втората светска војна. Така да и ова мировно решение нема да трае 10 години, ќе трае 1 или 2 години. И подосна повторно клановите кои се мокни во СДСМ ќе влезат во конфликт за одредено траено решение во трајање 5 или 10 години, дали тоа биде Стефан Богоев или некој друг, ќе видиме. Меѓутоа, ова привремено примирие ќе биде со краток рок на траење. Димитар Ковачевски тачек има 2 години да се етаблира на чело на СДСМ и можеби да биде македонски пример, и во тие 2 години ќе треба да покаже дали има капацитет да ги изменаџира сите тие процеси. Мене ми се чини, почитани гледачи, дека српскиот свет ја оствари својата стратегија. Сега ќе има први или ќе има своји луѓе на чело на двете најмокни партии во Република Македонија. Тоа не значи дека тие се резидентура на српскиот свет. Тоа значи дека имат блиски интересовни релации со српскиот свет. И ако вие ги погледнете работите какви што се правени во Република Македонија, овде во Република Македонија како по некој проект се бираат луѓето. Како по некој калап, знаете, вие прво го шиете оделото, не зимате мерка, туку прво го шиете оделото и подоцна човекот го ставате во тоа дело. Затоа и Христијан Мицкоски се чувствува некомотно во тоа дело, бидејќи тоа дело не е шиено по негови мерки, туку тој морал да скокне во тоа дело, да го наследи Никола Груевски, да пактира со сите, од Белград, од Будимпешта, од Софија, од Бранко Црвенковски, на крајот од Сашо Мјалков, Јордан Камчев и така натаму, и пактирајќи со сите се изгуби сами од себе си. Веројатно слична ќе биде ролјата на Димитар Ковачевски тача ако биде избран да биде на чело на СДСМ и на чело на македонската влада. Ми се чини дека тоа дело не беше кроено за Димитар Ковачевски тача. Тоа дело беше кроено за Живко Мукетов. Ви спомнав пред 20 минути. Тоа писмо или тој Facebook статус полно со хвалоспеви за Живко Мукетов кој го пишува минатата година таткото на Димитар Ковачевски тача или Слободан Ковачевски тача. Дали македонската масонерија стои зад изборот на Димитар Ковачевски, ка покаже времето. Меѓутоа тоа е таа структура на српско-рускиот свет. Таткото на Живко Мукетов, Трајчо Мукетов, е единствен или еден од единствените македонски тајкуни и бизнесмени кои си го наплати својот долг од Русија. Никој од нив не успе да го наплати својот долг од Русија. Еве проверите во Слопанска банка ако се уште постојат такви биланси, такви договори, и тоа го има наплатено со помош на Вук Хамович. Вук Хамович кој е еден од двајцата главни лидери и играчи на пазарот со електрична енергија на Балканскиот полуостров. Едниот е Вук Хамович, вториот е Војн Лазаревич. Во некоја фирма која соработува со Вук Хамович или со Војн Лазаревич, работи Христијан Мицкоски во Белград. Таткото на Вук Хамович е генералот Раде Хамович, еден од најголемите или најблиски соработници на Јосип Брос Тито. Со помош на Вук Хамович, Трајко Мукетов ги наплаќа своите побарувања од Руската Федерација.
Тој е тој српско-руски свет. Студира во Белград Трајчо Мукетов. Во еден исти временски период Александар Раковиќ, идеологот на српскиот свет, Никола Груевски, Живко Мукетов се на некакви додипломски, поддипломски студии, специализации, маркетинг, обуки и така натаму во Велика Британија, односно во Лондон. Што базично припаѓаат на српскиот и на рускиот свет. Живко Мукетов беше спреман да биде наследник на Зоран Заев. Спреман е да биде наследник и на Бранко Цренковски со години назад. Дали ќе му била правена партијата, дали ќе била експреска влада. Има релации преку тој српски свет, Воин Лазаровиќ, Раде или Вукамовиќ со Христијан Мицкоски. И функционира тоа кој швајцарски саат. Сестрата на Христијан Мицкоски е на висока раководна позиција во алкалоид на Живко Мукетов. Поврзани се. Масонеријата стои за нив, ги поврзува и така натаму и така натаму. И тоа дело во кое сега ќе скокне Димитар Ковачевски беше дело кој беше шиено за Живко Мукетов. Знаете како велат, не е за кого е речено, туку за кого е печено. Дали тоа ќе се случи на 12 декември ќе видиме. Но тоа се некои обриси, тоа се некои маргини во кои ќе се случуваат политичките разврски во Република Македонија. До сега, докато ги снимаме овие најави, има кандидатура на Фросина Ременска, има најава на Миле Зечевиќ. Миле Зечевиќ кој бил дел на кабинетот на Бранко Цренковски, одличен оперативец, во 2 мандати беше беше оперативен секретар, организационен секретар на СДСМ, кум на Горан Минчев, тој човекот кој го спомнаме, кој ќе фрла сол сега по Кумановските улици, кој е старосват преку сестра му со Бранко Цренковски. Горан Минчев и Миле Зечевиќ се кумови. Во 2 наврати е организационен секретар, како што самиот се нарекува булдожер на партијата, и има амбиција дали ќе поднеси кандидатура, ќе видиме. Рокот истекува утре во 24 часот, дали ќе има некоја четврта, петта кандидатура, ќе видиме. Мене ми се чини дека има мала излезност, освен ако вештачки не се билда таа излезност, има многу мал интерес за избор на нов лидер на СДСМ и тоа уште во старт ќе му наметни тежок товар на новиот лидер дека ќе нема доволно капацитет или со многу мал политички капацитет и со многу мала доверба на членството кој излегло во гласа ќе ја води партијата во еден многу турбулентен период, бидејќи ако таа партија сака да остане на власт во наредните 2 години, а партијата на Африм Гашев влегува во владата за да остане на власт во наредните 2 години, тогаш без разлика на тие 65, 66 или 67 претеници, клучно ќе биде дали мокта во самата партија, во СДСМ ќе биде во рацете на еден човек, дали тој ќе може да носи одлуки, дали ќе може по вертикала или по хоризонтала да делува. Колку ќе се троши, ќе треба да преговара со Бугарија, ќе треба да преговара внатре во партијата, ќе треба да преговара со стариот лидер, ќе треба да преговара со тој што сака да стане нов лидер, ќе треба да преговара со сивата еминенција Бранко Цренковски, ќе треба да преговара со албански политички, видите тоа. Самата помисла дека тоа треба да го правите, тоа боли глава. Од самата помисла боли глава, камоли вие тоа да го правите. Се троши човек, знаете. Вие треба таму Горан Милевски да го ставите, Беса да ја ставите. Па Горан Милевски и Беса се имаа договорено да функционираат заеднички во владата. Па наредниот денот кога се договориле Горан Милевски и Беса со Билал Касами го менува решењето и излегува надвор од владата. Тоа се тамо, знаете, како слепи кучиња ставени во некоја картонска кутија, никој ни знае кај тера, ни кај води, и вие ќе треба од тоа тесто да направите пита кој ќе може да проведете во најдните 2 години пред македонските гласачи, кој да дојде на чело на СДСМ со следеќа ќе има ѓаловски тешка работа, ќе има ѓаловски тешка задача, а тој што влегува да сади тикви со Бранко Цренковски, па него уште му, по секом уште поголема среќа, бидејќи секој кој садел тикви со Бранко Цренковски многу неславно завршил, освен ако Бранко Цренковски не мора да работи или да одработи за него. Имаше една работа. Гледате, почитани гледачи, како интелигентно рускиот свет ја спроведе целата операција. И мене ми наликува на 1995 година. Му дават орден на Киро Глигоров, мислам дека тоа го дава Борис Јелцин и Руската федерација, и 6 месеци подоцна му стресуваат бомба на 3 октомври 1995 година. Нека русите му е стресуваат бомбата, туку структури под контрола на рускиот свет, руско разузнавање, параруско разузнавање, дали се тоа бугарски, српски структури, албански структури, не е битно. Ние гледаме сега дека руското влијание не е голема само во бугарските и српските структури, туку екстремно голема и во албанските структури во Република Македонија. И така функционираат русите. Прво ви дават орден и подоцна ќе ви стресат бомба во автомобилот. Меѓутоа не знам дали приметивте главните руски лобисти во Република Македонија. Новинарки кои добива ордени од Путин, одеднаш ги снема на 6 или 7 месеци пред изборите. Не праве ни интервјуа, не дава ни стави, нигде ги немаше. И тоа беше протолкувано како еве
русите не се присутни на изборите во Македонија, бидејќи секој нивно појавување, давање на поддршка на Христијан Мицкоски, ќе значеше дека руското влијание во Република Македонија му дава поддршка на Христијан Мицкоски. И изигра русите многу паметно, многу интелигентно. Застана на страна на левица, имаше конфликт помеѓу левица и ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН можеше да ја продаде приказната дека се дистанцира од левица, а дека руското влијание останува во левица, не во врвот на ВМРО-ДПМН. И се случи таква политичка разврска како што се случи. И доаѓаме до Бранко Царенковски, нели човекот кој го кажуваме во 3 или во 4 емисии. Во 2 наврати Бранко Царенковски го спречува патот на Македонија или на Република Македонија кон НАТО и кон Европската унија. Првиот случај 2001 година, тогаш Лјупчо Гориевски веќе договорен со грчката, со Хеленска демократија или со грчката влада, име Горна Македонија, не за севкупна употреба ерго омнес, туку само за меѓународна употреба, да остане уставното име на Република Македонија за внатрешна употреба. Таа информација Бранко Царенковски дава на една колешка, многу позната колешка која јас многу ја почитам, и таа информација се објавува. Се објавува во македонските медиуми, така е блокирана, така е стопирана целата таа операција. И вториот обид за решавање, конечно решавање на македонските прашања со Република Бугарија. Во моментот кога се доаѓа до одредена точка на решавање на македонско-бугарскиот конфликт, излага Бранко Царенковски и го замрзнува своето членство во СДСМ. 2 пати Бранко Царенковски ја пушта низ вода Република Македонија, пушта низ вода, не само поради својата суета дека тој не е дел на тие преговори, бидејќи имал шанса и можности да биде дел на тие преговори и воопшто не ги решил тие прашања, туку во интерес на македонската олигархија. Бидејќи тоа по 100 пат го кажам, во моментот кога Република Македонија ќе стане земја членка на Европската унија, нема живот за македонската олигархија. На овие избори видовме колку е моќна македонската олигархија. Видовме колку е моќен српскиот свет, рускиот и бугарскиот свет во Република Македонија. Колку се големи парите од Будимпешта и парите од Турција. И тој спектар на тие интереси во Република Македонија е виновен во наводници или придонесе за политички разврски во Република Македонија. Наредните неколку месеци ќе ни покажат тоа е како првата и втората Балканска војна, знаете. Имаше прва Балканска војна, па имаше мировен договор после првата Балканска војна. Па сите страни беа незадоволни од договорот после првата Балканска војна, па имаше втора Балканска војна. И како резултат на втората Балканска војна договорот во Букурешт. Симеон Радев учествува тој договор во Букурешт со потекло од Ресен. Во таа Франкенштајн историја која правеше Никола Груевски со Скопје 2014 имате офицерски дом и Стариот театар, така почнавме, кој се дел на тој српски след во Република Македонија. Го имате Симеон Радев кој после Првата светска војна Бугарија како поразена држава. Во Првата светска војна тоа е договор во Солун кој на 1918 година со помош на Симеон Радев Бугарија ги задржува сите своји територии, иако е поразена во Првата светска војна, освен територијата на Струмица и делот на Струмица кој со Нејскиот договор е вратена тогаш на Краљевина Југославија или државата на Срби, Хрвати и Словенци. И имате секакви структури тука во рамки на тој српски свет, односно проектот Скопје 2014 кој се правеше во Република Македонија. И сега ќе имаме некаков мировен договор кој е направен после локалните избори и ќе видиме колку ќе трае тој мировен договор. Јас не му давам повеќе од 2 години. Меѓутоа, ајде да бидеме живи, па ќе видиме што ќе случи за 2 години. Ова беше нашата анализа. Кажавме многу работи, трае повеќе од 60 минути, се надам дека го задржавме вашето внимание. Мислам дека во недела ќе имаме политичко интервју. Да сме живи и здрави, се гледаме недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде да си.